По враќањето од Швајцарија, градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев денеска се сретна со семејството Давчевски, чија куќа целосно изгоре во пожар пред неколку дена. Најави дека семејството деновиве ќе добие финансиска поддршка од негова страна, а во меѓувреме ќе следува и помош од општинскиот совет. Голема е штетата која ја предизвика пожарот и затоа Чадиев денеска изрази надеж дека сите хумани луѓе ќе му помогнат на ова семејство да се справи со проблемот. Со првите сознанија беа дека ќе треба да се санира оштетеното. Меѓутоа со сега ново видењето и со стручните служби ќе се констатира дека ќе треба скроз да се руши куќата, тоа значи дека ќе треба да се почне од почеток. Токму затоа јас како градоначалник во рамките на своите овластувања денеска одобрив 30.000 динара првична помош за семејството Давчевски, потоа со ќе си ја преземе понатаму останатата ситуација во рамките на своите овластувања. Помош од граѓаните очекува и Велибор. Вели дека доколку има услови, сака да го обнови стариот дом и децата да се вратат да живеат овде. Фамилијата ми е кај сестра ми, децата и само викаат тато ајде дојме дома, ајде дојме, не можам да идам, не сум, пошто плачат ги страв. Тие гледале тука како горе во куќата и ја на работа в Скопје. Кажи ми, како оди санирањето на куќата? Има ли план? Што ќе се прави? Па се надеваме. Ако ми помогнат ја направам, ако не, нема да направам, нема могуќност. Помош за изградба на нов дом денеска понуди собственикот на компанијата Симак Инженеринг, кој го посети местото. Се организираме како одговорни поединци, како луѓе да му помогнеме на ова 4 члено или 6 члено семејство, 4 деца останати на улица. И верувам дека брзо ќе се организираме, го правиме тимот денеска, што најбрзо може да се направи проект и да се тргне во реализација, да се смести фамилијата пред доаѓање на зимата. Семејството Давчевски има потреба од секаков вид помош, на која се надеваат од хуманите граѓани и бизнис секторот. Надлежните се уште ги утврдуваат причините поради кои во саботата избувна пожарот во семејната куќа на Давчевски.